Нежни како свила. Како Може ли да билката назовеме што живот значи. Како што билка, види како се поплува. Може ли вака да назовеме за многу убав прекрасен ден и да и за Конопфест, второ издание, проширено, обновено, прекрасно, реинкарнирано, утре тоа се ќе си го доживееме на лице место. 20 април, оној препознатлив ден, нели? 24-ти. Сецете, знаеш дека заборавивме што значише тоа порано? Порано, нели, јас еднаш го има прочитано, меѓутоа со текот на годините сум заборавил значењето и символиката на тоа. Јас од лани знам која е приказната, нели, за 420. Може да ја повториме, не е проблем. Инаку утре е второто издание Градски парк, познатата локација, сонце ќе има мили, да знаеш, ќе биде топ времето. Метеоролози кажа да се Да, ќе биде супер ден, за да сите вие дојдете во Градскиот парк, уживате пред се во богатата музичка програма, но што се друго ќе понуди годинава Конопфест, ќе ни каже Елена Митревска. Добре ни дојде од Билка. Добро ве најдов. Ета таа билка што живот значи, билка за која што многу не драго дека вака сте ни присутни како билка во утринското шоу. И продолжува со работката која имавме од самиот почеток. Или што ќе донесете или какви изненадувања и каква е програмата за утрешниот ден? Па оваа година најавивме и минатата дека ќе од минатата година смислено беше второто издание во организација на билка да биде во едно проширено издание, значи да не биде само еден музички настан, туку да биде и музички настан и едукација и приближување на што представува билката, што живот значи. Лани најавивме дека оваа година го планираме Конопфест да биде во едно поголемо издание, што значи дека оваа година имаме два стеџа, за разлика од лани. Едниот стеџ ќе биде на школка, другиот ќе биде на појаната Вембли, ми се чини. Се извинувам ако го сгрешам името. Со тоа што на самата школка ќе има DJ сет, едукативни предавања, додека сите бендови ќе бидат на појаната Вембли, ќе има арт перформанс, ќе има работилници, ќе има фуд корнер оваа година. Фестивалот ќе трае од 12 часот, значи ќе бидеме цел ден таму. Па какви специјалитети може за фуд корнерот со билката што живот значи? Едноставно цел ден забава, едукација и се надевам убаво време. За времето да не се секирате. Тоа вака се го изфрля си го моментално дека се ќе биде добро. Има понеделник према вторник, не да не се секираш. Споменавте два стеџа, на едниот музика, на друго ќе има работилници, што ќе се како ќе можат луѓето кои што ќе дојдат, или оние кои што ќе бидат сосема случајни минувачи, ненаменски нели дојдени за фестивалот, верувам дека ќе се задржат на истиот, затоа што ќе има што да научат. По истото беше и лани. Лани беше символичен почеток во 4:20, меѓутоа оваа година бидејќи се паѓа сабота и имаме богата програма, сакаме буквално да вклопиме се. Не би имале возможност доколку почнеме од 4:20 целата таа програма да ја вклопиме. Но во 4:20 ќе има обраќање. 4:20 ќе има поздравен говор, меѓутоа фестивалот почнува од 12 часот. Што ќе има? Ќе има едукативни предавања. Ќе споменам предавање ќе има адвокат Јанаки Митровски во поглед на приватизација на канабисот, доктор Дарко Костовски, еден од основачите исто на билка, ќе говори за употребата на маслото од канабис при лекување на одредени медицински состојби. Доктор Дарко е психијатар, потоа активистот Давор Геловски кој ќе говори исто така за употребата на канабисот. Ќе имаме штандови на невладини организации исто како и минатата година и од оваа година ќе имаат можност сите посетители, случајни или оние кои со цел ќе дојдат да се поминат убаво и да се едуцираат, производи на база на коноп од Анабис Македонија, значи една голема програма. Оваа година не е само музика, оваа година е Има ли голем интерес и за учество? Има. Оваа година морам да напоменам дека на нивно барање единствените три политички партии кои во својата програма го имаат инкорпорирано легализацијата на канабисот, ќе имаат свој и рекреативни или генералната употреба на канабисот и за рекреативна употреба и за медицинска употреба. Значи ќе имаат свои штандови партиите Левица, Дом и ЛДП кои нели јавно се залагаат за да, либерално-демократската младина секогаш мислам за значи поддршка под мотокот. Многу богата програма. Арт перформанс. Или може ли уште еднаш да ни објасниш 4:20? Што значеше тој минатата година? Да. Фотографиите ме потсетуваат од минатата година. Беше преубава.
Баш пред некој време си го пуштив видеото од минатата година. Да, и почетокот беше убаво, целата таа позитивна енергија. Знаеш што се сеќавам, извини да играе се цел ден денес. Се сеќавам дека кога не повикавте за сцена кај школка и само вака едно време се вртиш ти со брат и велиш: "Леле луѓе, што направивме, не очекувавме волку народ." Да. Вие мислите дека нели тоа ќе биде на бидејќи прва година скептицизам нели кај секого имаше? Ете, полуаматерски би го рекла, значи не сме се ние професионалци, меѓутоа доста ангажирани. Прва година не знаевме како ќе биде, на наше големо изненадување и среќа, по проценка на МВР посетители имаше од 8.000 до 10.000 и токму тоа што многу ми се допадна е во текот на денот кога имаше полабава музика, кога го државме по здравниот говор, имаше фамилиарни луѓе, значи мајки со деца кои случајни минувачи кои останаа до крај. Значи вечерта беше феноменално, ние бевме толку со пуна енергија што дури јас дадов предлог да продолжиме негде понатаму, по фестивалот, меѓутоа истоштени бевме, цел ден бевме ангажирани во... Утре сигурно ќе бидете и поистоштени затоа што продуктивно трошење. Бидејќи ние ќе бидеме таму од така порано. Споменавме богата музичка програма, нели може нема да кажеме конкретно кој и како, но во секој случај ќе има многу бендови и мислам дека ни сликите ќе ја видат и гледачите, нели ќе го видат лајнапот или редосот од кој и како ќе настапува. Во секој случај по музички вкус да речам за секој. Сте се обиделе да обезбедите. Еден ден не само да го прославиме спомна 4.20, значи 24-ти се смета за светски ден на канабис, значи не само да се придружиме кон тој светско прославување на канабисот. Одбележување на тој ден. Меѓутоа ете да го искористиме тој ден и за едукација, за цело време го спомнувам тоа доближување на билката, бидејќи се уште сме Тоа ќе да прашав или каква е бидејќи колку веќе можеме да заокружиме за билка и постојање? Билка постои 2 години. 2 години, во овие 2 години направивте доста работи за нашето тврдокорно општество. Апсолутно. Меѓутоа еве колку има раст во поглед на свесноста кај граѓаните. Зборува можеби за оние повозрасните кои што се и поскептични, за оние кои што се малку во порурални средини каде што информациите можеби и потешко стигнуваат. Имате некоја таква генерална слика, можеби не конкретни бројки, но нели слика? Бројка не, меѓутоа еве конкретно по минатогодишниот Конопфест имаше во текот на последна недела реакции на интернет, нешто што го следев со големо внимание. Можам да заклучам, доста позитивни прво реакции имаше и за самиот Конопфест и за фактот дека се трудиме да во јавноста се повеќе и повеќе да биде присутен канабисот и да разговараме за билката. Во поглед на освестување на граѓаните, да, меѓутоа тука се соочуваме со еден друг проблем. Не се веќе само проблем граѓаните, тука веќе се проблем властите и колку се гледа за доброто на нас, бидејќи добро сме запознаени дека за бизнис повеќе се гледа. Бизнис интересите се веќе, па да, имаме регистрирано 15 компании, фирми, правни лица кои се веќе регистрирани, познати во јавноста, кои ќе произведуваат производи од канабис. Ние сме тука не само да направиме забава за народот, не само да ги доближиме, туку и да им покажеме на властите дека сме тука, дека сме гласни и дека не сме криминалци, бидејќи познато е дека секој еден од нас се бори на сопствен начин да дојде до лекот и заради тоа има проблеми со законот. Така, гласни, ама и не сме со гласни, многобројни. И не сме инфантилни. И не сме инфантилни. И не сме криминалци, што е многу по... Следиме, чекорите си ги следиме, така што не би требало да ги подценуваме преку квалитетите трибини, на преку билките. научни трибини, преку кампањата која имавме минатата година со јавни личности за декриминализација. Февруари месец ми рече дека годинава имавте повторна научна трибина, влеговте во собранието? За прв пат, да, за прв пат билка влеза во собрание, заедно со политичката партија ЛДП имавме една економска трибина. Тоа беше на 22 февруари. Веднаш по завршување на претседателските избори, билка ќе поднесе предлог промена на законот, зашто нешто веќе конечно сметаме дека треба повторно ќе кажам, ги поздравуваме сите бизнис интереси кои ги има оваа власт за производство на канабис, меѓутоа треба да, нели, да бидеме на... Да има баланс. Знаеш како, или тоа е една сфера, белата мафија незалудно ја викаат, значи кога ќе влезете во тие фармацевтски компании или сфери или ходници,
веќе е борба за опстанок на пазарот. Не за опстанок, колку за власт, така, значи компаниите претпоставам се борат да создадат нешто за да тоа биде подостапно до сите. И сега жално е што во такви ситуации страдаат луѓето, но во секој случај се надевам дека на крајот од денот ќе слушнеме информација која што ќе биде нели добра за сите. Да не забораваме дека фармацијата последните 40 на години е на подем, меѓутоа повторно ќе кажеме дека многу поголема комерцијална нишка има во сето тоа отколку што има нешто што е во суштинско значење. Јас преку тебе или преку брати Јанаки и цела организација всушност на Билка наидовме на некои поточки кои што само ви ни ги отворија. Повторно ќе кажам чакрите, нака се разбудивме. Јас се сеќавам, не знам, од да речеме информација дека кралството семејство за лечење на менструални болки некогаш ги употребува овие билки, нели да се намалат болките и така натаму. Значи, една низа на информации кои што со текот на фармацијата и таа пропаганда биле скриени под черга. Видете, канабисот е сатанизиран од 30-тите години на минатиот век. Значи, до 30-тите години на минатиот век канабисот од праисториско време се користел како лек. Коноп, зборувавме за постарата генерација, кога веќе излезе информацијата дека маслото од канабис лечи, односно е лек, кога ќе им спомнете на постарите дека е коноп и канабис се истото растение, веќе перцепцијата им е промината и во поглед, во постарата генерација променети се погледите баш поради лековитото дејство на канабисот. Значи ние младите едно, меѓутоа кај старите пробиени сме во тој поглед. Треба уште работа, меѓутоа ние не се откажуваме. Ни требате многу повеќе, така што ова е само меѓутоа јас ќе дадам апел јавно дека оваа година организацијата на Конопфест беше со многу поголем предизвик отколку минатата година. Па затоа што Зашто? Затоа што добивте добар интерес и апел со публиката? Финансиски, да. Значи, како организација не сме поддржани. Мислам дека и јасно е сите грантови на кои што сме аплицирале сме одбиени. Дали бидејќи обработуваме табу тема или бидејќи во јавноста како што е познато и како се делат тие грантови. Сето ова што го правиме е одвојување на дел од нашето слободно време за каузата и за да го направиме тоа што сме го замислиле, бидејќи целта е таа, ослободување на билката, што живот значи. Од околните земји имаме интерес за фестивалот? Добивте никакви коментари, можеби од Балкан? Лично немам се уште. Во околните земји не сум ни слушнала дека се ова соработка имаме или комуникација со иницијатива за легализација на канабисот во Србија, меѓутоа они немаат ваков тип на фестивал. Супер, или тука сме знаеш во секое време да те поддржиме. Поздрав до сите во Билка. Ве чекаме утре. Да, ве чекаме утре од 12 часот старт. Така? Да, од 12 часот стартува целодневно дружење, заедно ќе имаме и заедисонце, заедно ќе ја дочекаме и ноќта, ќе се ужива во богатата музичка програма за секој понешто. Прекрасна музичка програма имате годинава. И тоа бесплатно. Нема зашто да не се појде во парк. Парк нека ечи, нека струи оваа прекрасна, јас би рекол, мантра на билката што живот значи. Ели, ти благодариме. Ви благодараме на вас. И за се гледаме утре. Сите заложувања кои што ги правите во нашата Македонија.